сериозен општествен проблем и со своето раздорно дејство и последиците во морален, физички и материјален поглед, тоа представува една голема општествена опасност. Добро вечер. Јас сум Анкица Стојановска-Митровска, член на Градскиот комитет на ВМРО-ДПМН и домаќин на вечерашната трибина под наслов Меѓуврсничко насилство, превенција и созбивање. Почитувани присутни, дами и господа, добар дојдовте на трибината која има за цел, заедно со експертите, едукаторите, практичарите и сите засегнати страни, да споделиме сознание на тема меѓуврсничко насилство, да разговараме за потенцијалните решенија и да потикнеме со заеднички напори да создадеме посебна средина за нашата младина. Во медиумите честа вест е зголемениот број на случаеви на врсничко насилство од различен вид. За жал, насилството во основните и средните училишта во градот Скопје е се почеста појава што го вклучи алармот на загриженост. Сега уште подобро се слушам, иако доволно гласно зборувам. Возрастните се должни да ги штитат децата и тоа право е обврзувачко преку Конвенцијата за правата на децата со членот 19, каде јасно е наведено дека никој не смее да ги повредува децата. Возрастните треба да ги штитат децата од насилство. Вечерва имаме една обемна тема на дискусија, како што и најавив. Меѓуврсничко насилство, превенција и созбивање. Драги наши гости, панелисти, вечерва на оваа трибина ќе бидат. Ќе започнам токму од овој редослед од мојата лева страна. Магистар Николина Ивановска-Котевска, професор по психологија во средните училишта СГУС Никола Карев, Ѓорги Димитров, Здравко Цветковски, таа е дипломиран психолог, магистар по безбедност, психотерапевт, кариерен и гешталт советник. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Ке се обидам да бидам најкратка, ке зборувам од психолошки аспект. Врсничкото насилство всушност представува форма на агресивно однесување кое што е насочено кон едно или повеќе група на ученици. Простата што ќе ве прекинам, дозволете да ги представам сите панелисти, па потоа ќе продолжиме со прашањето кое што ви го подготвив за да ви го поставам. Следен до вас е професор доктор Денко Скаловски, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Добро вечер, професори, добро ни дојдовте. Ви благодарам на поканата. До вас е и професор доктор Александар Нацев, декан на Факултетот за детективи и криминалистика при Европскиот универзитет во Скопје. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер и за доктор Иванка Василевска, редовен професор на Правниот факултет Јустинијан I и пратеничка во Собранието на Република Македонија, како и партиски координатор на Централните комисии. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер на сите. Добро вечер градоначалник, председателка на Унија на жените, драги сестри и браќа. Добро вечер Македонија. И професор доктор Лазар Јувевски, професор на Правниот факултет Јустинијан I Скопје и председател на Комисијата за труд и социјална политика, еднакви можности и демографија. Добро ни дојдовте. Добро вечер Анкица, добро вечер до сите присутни, благодарам за поканата. Почитувани присутни, ви благодариме за аплаузот. Се вели дека врсничкото насилство во стручната меѓународна литература е познато под името булинг. Представува употреба на сила, закана или намера за злоупотреба или агресивна доминација над другите. Ово однесување најчесто се повторува и представува дополнителен стрес за оној или онаа која што е малтретиран. На почетокот би сакала да дадам и опис на факторите кои што доведуваат до тоа да едно лице стане насилник или жртва на врсничко насилство, во насока на раната превенција и на времената детекција на врсничкото насилство. Во темата да направиме со вас, професор Ивановска-Котевска, вие никако на самиот старт и започнавте да давате вовет на ваш школски, така. Повелете. Ви благодарам. Да не се повторувам, нели оној вовет што претходно го кажав и вие одлично воведовте во темата. Причините за врсничко насилство и воопшто една личност да стане насилник се многу, но оние кои што се најдоминантни и најзастапени и најсилни се токму оние од основните, од основната нели клетка од општеството, тоа е со семејството. Едно дете кое што е растено и по модел на учење сведочело на насилство, огромна ни е шансата дека ќе биде и самото насилник.
Тоа најчесто се дечиња кои што не се воспитувани во насока да ја препознаваат, да ја градат кај себе како црта на личност емпатијата, тешко ги разбираат чувствата на другите, ни се дечиња кои што исто така и каењето како црта на личност не им е доволно развиено и се дечиња кои што имаат потреба да ги контролираат останатите. На другата страна, нели на страна на жртвата, исто. По модел на учење најчесто и тие имаат самите жртва, некоја улога на жртва во семејството, тоа ни се поинтровертни дечиња, помолчеливи, деца кои што имаат можеби поголема страф и од останатите и помала самодоверба, па тешко се охрабруваат и да признаат дека се жртви на насилство. Имаме повеќе видови на насилство, нели физичкото насилство, кое што навиду можеме сите да го забележиме, нели кое што се манифестира преку буткање, туркање, удирање и некако вака практично и се справуваме како општество и како еве и ние како наставници и родителите, бидејќи баш е лесно и препознатливо, некако најмногу и видливо, некако најмногу и се справуваме со истото. Потоа и невербалното насилство, кое што е нели тесно поврзано со емоционалното, психолошкото насилство, кое што се манифестира преку исмевање, па ако е подложно детето на одредени стереотипи што се во општеството, ни зголемува повторно шансата за појава на овој вид на насилство и ширењето на гласини за одредено дете исто така се од симптоматологијата на насилството. И она што ни е екстремно актуелно во последно време, тоа е сајбер насилството, со кое што екстремно тешко се справуваме од причина што овие другиве видови на насилство некако се видливи од улога на наставници, од улога на стручни лица и стручна служба во училиштата и од улога на родители ги забележуваме. Меѓутоа, за разлика од сајбер насилството, мобилната технологија, смарт технологијата воопшто се разви многу побрзо отколку ние што се развивме како личности, па прилично тешко знаеме за жал што се случува со нашите деца на социјалните мрежи и воопшто по оние нивни приватни, индивидуални разговорници. Симптомите за кои што едно детенце во улога на жртва најчесто ги пројавува во училиште, тоа се изолација од групата, тоа детенце најчесто ни седи некаде само, молчеливо, тешко ни стапува во интерактивни односи со останатите дечиња, избегнува да влегува во игри, избегнува да присуствува на родендените, исто така и гостите на неговите родендени избегнуваат да одат. Така да, дома се забележуваат во училница, меѓутоа пак тука би апелирала, би искористила приликата да апелирам до родителите, дека најчесто симптоматологијата дома ја манифестираат. Ја манифестираат од тоа што почнуваат полека да се изолираат во соба, почнуваат да појавуваат и агресивно однесување, што е малку збунувачки фактор за родителите, кога детето ни пројавува агресивно однесување, ние не го перцепираме како улога на жртва, напротив, ги препишуваме тие симптоми на фазите, нели, на развојните фази, ако развојните адолесцентен период или предадолесценција, ако не се баш такви тие фази, но детето дома ја чувствува зоната за најбезбедна, затоа ни е агресивно, лесно раздразливо, може да се скараме нели за најмала ситница. Појава и може да дојде да појава на одредена психосоматика, да одбива да оди во училиште, да почне оние психосоматски симптоми, ме боли стомаче, така, вомитација и така натака, да наоѓа изговори за да не присуствува во училиште. Оно што би го препорачала, за да бидам кратка и во интерес на времето, е секој еден од нас, без разлика дали во улога на наставник, во улога на родител, или во улога на насилник или жртва, едноставно да ги охрабриме нашите деца, прво да ги препознаваат, нашите деца имаат проблеми да препознаат дали се жртви на насилство. Прво да ги охрабриме и да ги научиме да ги препознаат формите, а потоа гласно, без страф, да алармираат до оној возрастен кој што го чувствуваат за најблизок и во кој што имаат најголема доверба, бидејќи важно е секој еден нели од нас зависат промените. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Ви благодарам за вовидниот говор.
Разликите кои постојат меѓу децата, како што се религија, култура, јазик, болести и други состојби, чие недоразбирање доведува до осуда, потука и до физички или пак вербални напади, се само еден дел наспроти достапноста на интернетот и содржините кои што сите деца ги имаат на располагање и она што го кажавте. Во продолжение би сакала да зборуваме за влијанието на социјалните медиуми, како тие влијаат на социјекономскиот развој врз младиот човек, врз младите луѓе. Почитувам професор Скаловски, со вас ќе го отвориме ова прашање и вам молам да ни дадете одговор. Почитувани присутни, кога професор ќе ви каже дека ќе биде краток, знаете дека лаже. Посебно кога е професор по филозофија, знаете дека уште повеќе лаже. Ке се обидам да не ве излажам овој пат. Се некако да го стопнем во 10-12 минути, како што претходно беше договорено, да се држиме до договорот. Ме радува што убедливо доминираат дамите на овој собир. Насловот на моето кратко излагање, гласи: влијанието на мобилната телефонија врз врсничкото насилство и психосоматското и когнитивно здравје на младата популација. Уште пред повеќе децении и пред масовната појава и употреба на мобилните телефони и дигиталните мас-медиуми и социјалните мрежи воопшто, светски познати и признати аналитичари, теоретичари и хуманисти предупредуваа на оваа опасност од создавање ново големо светско зло. Повторувам, ново големо светско зло. Една од посебните форми на тоа светско зло, на модерната технолошка и милитаризирана цивилизација, денес конкретно го дефинираме и како сайбербулинг или врсничко насилство кое се врши преку компјутер или мобилен телефон. Можеме да ги наведеме само светски познатиот американски научник, филозоф, лингвист и аналитичар на масмедиумите Ноам Чомски, чии неколку важни дела се преведени и на македонски, како и помалку познатиот, но не и помалку значаен француски филозоф, постструктуралист, постмодернист и аналитичар на медиумите Пол Вирилио, и неговото познато дело со наслов Сайберсвет, политика на најлошото. Сайберсвет, политика на најлошото, кое е преведено и издадено на македонски јазик уште 2003 година. Како што гледаме, францускиот филозоф Вирилио акцентот го става врз политиката. Та затоа и со задоволство ја прифатив поканата на вашата политичка партија, посебно на почитуваниот колега доктор Чибишев, да учествувам на оваа ваша важна трибина на волку важна тема. А кога сме кај Франција, само да подсетам дека таа, Франција, и официјално забрани употреба на мобилни телефони во основното училиште уште во 2018 година. Средните училишта можат, но не мора да ги забранат мобилните телефони и другите уреди со можност за мрежно поврзување, целосно или делумно. Францускиот закон за школство веќе забранува врз база на законот од 2010 година мобилни телефони во текот на наставата и на местата кои што се предвидени со интерни правилници. Се разбира, ние во Македонија, освен 10 препораки на владата од 16 мај минатата година, не само што ништо од ова не сме ни започнале да го правиме во основните и средните училишта, туку напротив, децата се и натаму принудени да ги користат телефоните во реализацијата на наставата. За факултетите и да не зборуваме. Таму постои тотална слобода на употреба и злоупотреба на мобилните телефони, што е само уште еден пример за нашето сваќање и практикување на либерализмот и демократијата. Освен овие двајци хуманисти, Чомски и Вирилио, кои ни доаѓаат од САД и Франција, значи од Запад, важно да се спомне името на големиот антрополог Ерих Фром,
кој многу е постар од нив и кој многу порано од нив зборува за човековата деструктивност и автодеструктивност, а ние македонците се покажавме како шампиони на автодеструктивноста, а кои најмногу доаѓаат до израз во војните и војните разорнувања, во кои најмногу страдаат жените, мајките и децата, а најмногу профитираат воените профитери. А како што гледаме во овој момент, и Европа се наоѓа во некој вид воена состојба, воена психоза, меѓу другото и поради војната и големата човечка трагедија која се случува во Украина и која веќе има негативно, депресивно влијание врз нашата душевна и духовна состојба, а посебно врз психичката стабилност и позитивната духовна енергија на младите во Македонија. Вестите од сите овие трагични настани што се случуваат ширум светот, не само во Украина, за жал, најмногу се пренесуваат со посредство на мас-медиумите, во кој убедливо доминира мобилната телефонија и дигиталните технологии воопшто. Тие, меѓу другото, ја уништуваат и внатрешната семејна комуникација и кохезија, пред се помеѓу родителите, односно старателите и децата. А семејството е фундаментална клетка на општествената заедница, без која општеството и државата не можат да се одржат и да обстанат. Ноам Чомски и Пол Вирлио прават критичка анализа на системот на искривени перцепции, како медиумски конструкции, лаги и производство на нужни илузии, како за состојбите надвор од развиените западни земји, така и уште повеќе за состојбите внатре во нив самите. Воените и милитантни истории и серијали станаа главна мултимедијална нарација. Нивната главна задача е домашната публика да ја мотивира за војна против, односно за одбрана од надворешниот непријател, реален или најчесто измислен непријател, со што само се продолжува повеќе вековната конструкција и продукција на непријатели и деструктивни туѓенци, најчесто представени како барбари и дивјаци, како најдоходовна гранка на западните профитни индустрии, пред се телевизиските и филмските корпорации. Се разбира, кога тоа ќе се оцени, до вчерашните непријатели одеднаш стануваат пријатели, тоест тие взаедно си ги менуваат местата, со што доаѓа до, според зборовите на Вирило, апсолутна идентификација на продукцијата и деструкцијата. Сите тие абсурдни логични инверзии се прават со цел да се надмине кризата на одреден систем на вредности и неговата хиерархија и да се обезбеди динамичен и континуиран прогрес на капиталистичкиот систем на производство на материјални и духовни вредности во западните либерални и демократски општества, односно држави, и благосостојбата на нивниот естаблишмент. Така мисли Чомски. Се разбира, една цела интелектуална машинерија за создавање виртуелна стварност и една цела интелектуална култура се постојано присутни ангажирани во медиумите заради нивната моќ и авторитет на интелектуалците за наводно научно, наводно филозофско докажување дека капитализмот како социјален систем на култура најмногу соодветствува на историски наводно непроменливата човекова биолошка и психолошка природа, која вечно останува генетски деструктивна, дури во ерата на технолошката цивилизација и технолошките интервенции врз човековите гени, вклучително и генетичкиот инженеринг. Што значи, реторичката антипарафраза на популарната филозофска мисла на Хераклит, се тече, се семенува, би можела да гласи, се тече, се семенува, либералниот капитализам останува. Да се разбереме. Либералниот капитализам има и други форми, например, државен капитализам, кој покажа низ историјата многу подобри социјални ефекти. Така што да се разбереме, не капитализам како таков, но либералниот капитализам е едноставно автодеструктивно. Тоа го мислят и објективните западни аналитичари, самите американци во крајна линија. Пошироко антрополошки и хуманистички гледано, не е претерано да констатираме дека мобилната телефонија не само што го оневозможува и го уништува образованието и воспитувањето на сите негови степени и нивоа, туку им го уништува детството и младоста на младите генерации. Наместо да се занимаваат со спорт и рекреација во природа,
да се дружат и да водат здрав живот и здрав секс, да се спријателуваат, да другаруваат, да се играат заедно и колективно, да се засакуваат и да се влюбуваат едни во други, младите се отуѓуваат едни од други, се доживуваат како конкуренти, како ривали, и се замразуваат и се завидуваат меѓусебно. Наместо алтруисти и човеколюбци, младите стануваат егоисти и егоцентрици, се згрчуваат и атрофираат во деноноќно тицкање по телефоните и губат контакт и допир со реалноста. Се затвораат во себе и живеат во виртуелниот, депресивен и вешташки свет на фикции и естетизирани илузии и компјутерски игри и симулации или хиперреалности, како што би го нарекол тоа францускиот постсоциолог Жан Бодриар, во кои се создаваат некакви си постлуѓе, постхуманс, некаква си постчовечка цивилизација без дух, без духовна култура, во која доминираат неморалноста, голата телесност, бездушноста, патолошкиот секс, виртуелниот сајберсекс, детската порнографија и педофилија, агресијата, криминалот или злосторот, конфликтот и насилството, особено врз жените, примитивизмот, вулгарноста, дивјаштвото и бестијалноста, што се заедно води кон се поголема автодеструкција со дистописки и апокалиптички содржини сценарија. Елементарна морална должност и задача на политичките субјекти, имено политичките партии, е да го спречат остварувањето на оваа негативна утопија или дистопија. Зашто? Да не забравиме. Одговорноста за иднината на нашите деца ја имаме ние, денешниве генерации, без оглед на приврзаноста кон различни идеолошки и политички опции и партиски програми. Со други зборови, или во форма на некаков заклучок, јас лично сметам дека што побрзо мораме да донесеме ригорозни закони за сузбивање и ограничување на употребата на мобилната телефонија во воспитно-образовните институции, но треба да избегнуваме и премногу древна, краткорочна и парцијална политика и да го гледаме општиот и долгорочен интерес на нашето општество и нашата држава и на нашите деца и следните поколенија, да им овозможиме достоинствен, убав, здрав, долг, среќен и слободен живот. Но не таму некаде низ светот, туку пред се овде во Република Македонија. Благодарам на вниманието. Ви благодарам, професоре. За жал, во Европа и пошироко се зголемува бројот на младите луѓе кои стануваат дел од екстремистички движења заради потребата по идентитет и значајно место во општеството. Професор Нацев, ве молам да ни дадете едно ваше видување за насилниот екстремизам и за радикализацијата, за негирањето на демократијата и на човековите права, за чувството на неправда и фрустрација од социјалната исклученост кај младите. Една тема која што е многу sveobuhvatna, но да кажам Па добро го започнавте прашањето со таа констатација за жал. И мене ме беше намерата да го започнам истиот начин одговорот, бидејќи за жал и навистина. Ова е тема на која што можеме многу да зборуваме. За жал тема која што можеме да извлечеме реални примери, можеме да дадеме примери кои се случуваат од секојдневниот живот. И во Европа и пошироко, но за жал и во Република Македонија. Не мора да одиме многу назад да се враќаме теоретски да разгледуваме темата, затоа што доволно да се вратиме 7-8 години наназад, на, можеби според мене, најголемиот бум на екстремизам и радикализација, кој што се случи од страна на Исламската држава, од страна на терористичката организација ИСИС, која што во силен контраст од сите нејзини претходници и следбеници, слични терористички организации, го доведе врбувањето, односно екстремизмот и радикализацијата, особено кај младите, сега методолошки гледам, не дека ги охрабрувам нивните методи, туку само зборуваме методолошки, го доведоа тоа до совршенство
Значи ние имаме стотици примери од Северна Америка, од Австралија, од Западна Европа, за жал пак ќе повторам и од Балканот и од Македонија, каде што млади лица, сега за млади лица нели ги сметаме на голема граница од 14, 15, 27, 28 години, каде голем број од лицата кои што од Македонија отидоа на територија на ИСИС, односно во Ирак и во Сирија, дел од нив беа малолетни, дел од нив се вратија, особено тука да ги потенцираме неколку случаи со млади девојки на 14-15 години кои заминаа во врбувани на најразлични начини, сега се вратија со по 3-4 дечиња. Значи имаме ние веќе социјален проблем како тие луѓе да ги реинтегрираме, како да ги рехабилитираме или како да ги дерадикализираме, ако сакаме да го употребиме тој термин, и да ги рехабилитираме назад во општеството. Значи сериозни прашања кои што не се случуваат на 2000-3000 километри, туку се случуваат. Еден случај имавме со едно девојче од Кумановско, кој што ни е жив пример за тоа. Имаме случаеви и со машки деца кои што биле врбувани прилично софистицирано од страна на терористички организации. И баш ми е драго што професорот се освара на онлайн платформите на социјалните медии, бидејќи неретко тие беа токму платформата која се користеше за таа радикализација. Онлайн радикализацијата е сериозен проблем. Ние кој држава се потрудивме, донесовме неколку национални стратегии, донесовме и сајбер стратегија. Значи ги донесовме ние сите документи кои што да речеме би требало на хартија да бидат тука некаде и на кои што се води. Министерството за внатрешни работи во соработка со разузнавачките служби исто така тука има сериозно влијание во тие процеси. Но видете, ние имавме, ајде таа бројка не е тајна, 154 лица од Македонија, официјална бројка, а неофицијална смисла дека е многу поголема, на лица кои што се заминете на територија на Ирак и на Сирија во тие 4-5 години колку што траеше исламскиот калифат. Знаеме дека околу 100 лица се вратени, 30-40 се убиени таму или уште се во затвори, и сега ние кој држава имаме сериозен проблем како тие лица да ги вратиме во системот. И пак ќе повторам, не зборуваме за фиктивни случаи, значи зборуваме за реални случаи, зборуваме за случаи во кои што ние имавме еден од повратнициве. За несреќа во тој момент нашето законодавство не беше подготвено да изрече многу високи казни за тие кривични дела. Највисоката казна беше 6 години за учество во странска војна или паравојна формација. Некои од нив одлежа по 4-5 години и потоа, ако се сеќавате, имавме случај во Куманово каде што имаше апсење на терористичка група, на терористичка келија од тројца луѓе, каде што за прв пат видовме на територија на Република Македонија подготовка на терористички напади кои што требаше да вклучуваат самоубиствени елеци. И едниот, тој што беше лидерот на групата, усуштина се испостави дека е еден од лица кои што се повратници од боиштата. Неколку месеци потоа имаше уште една акција која што опати малку поширок район, Куманово, Скопје, Тетово, Гостивар, каде што беа апсени 18 лица, каде што по проверките на идентитетот на лицата, по апсењето се испостави дека еден, двајца од нив исто така се повратници од таму. Значи не зборуваме сега ние за сад, не зборуваме за пукање по училиште и така натаму, зборуваме за нешто што е тука, што е присутно, што го гледаме. Зборуваме за програми за дерадикализација, кои што се уште е дискутабилно дали функционираат. Имаме сериозен општествен проблем кој што мораме да го решиме, мораме да изнајдеме решение, кој што не е лесно, бидејќи многу по-големи држави од нас и голем број од западните држави го имаат истиот тој проблем како да се справат со екстремизмот и со радикализмот, но она што јас мислам дека е добар пристап е да го ограничиме действувањето на екстремистички и радикални групи кон децата. Значи да можеме колку што може нашите деца да ги заштитиме, доколку што може поголема возраст да не бидат жртви, бидејќи децата и младите се најранлива категорија, а овие кои што се од другата страна на мониторот се лица кои што се верувате врвно обучени да ги искористат сите слабости и ранливости. Јас сум имал прилика со неколку колеги од Израел да разгледувавме неколку случаи кои што се баш симптоматични, баш случаи за радикализација, каде што од едната страна седат млади лица, 18, 16 години, кои што се жртвите во тој случај, а од другата страна седат лица кои што се на ранг на најдобрите менаџери со човечки ресурси, кои што знаат како да направат интервју. Значи, многу е тешко децата да останат имуни на сето тоа. И затоа имаме појава на девојчиња кои што отидат таму за да бидат така наречени исис невести,
и голема појава на млади лица, на машки млади лица кои што отидат таму да бидат борци. За жал имаме жртви од двете категории, наши граѓани, на нашата татковина, која што останаа таму и никош нема повторно да ги видиме, а и оние кои што се вратија донесоа со себе проблем кој што јас се надевам дека ќе биде и би се израдувал доколку биде решлив, но искуствава за сега последните 3-4 години укажуваат на тоа дека сериозно треба како држава да се занимаваме со тоа дека безбедносниот систем, пред се и пеналниот систем, бидејќи не е таа дерадикализација програми да започнуваат уште во затвори. Но еве да речем дека не сум баш некој дека не сум баш убеден дека го дава резултатот и дека овие лица веќе се на излезна врата од тие радикални процеси. Сепак радикализацијата може да се спречи навреме, не настанува преку ноќ, тоа е процес, нема заедничка формула, секој индивидуален случај за радикализација е засебен. Може да се работи на превенција, има програми кои се направени за рана превенција, препознавање, чек-листи за радикализација и токму затоа е битна улогата на наставниците, на стручните служби, секако на родителите и на општеството да успее да ги види тие значи, да ги препознае и да ги превенира колку што може помалку возраст кај младите лица. Според мене тоа би било тоа решение, кога ќе успееме да ги забележиме кај младите лица, потоа полесно е младиве да ги пренасочиме кон позитивни работи, како што кажа професорот, кон здрав живот, кон спорт, кон позитивни вредности. Дали ние како општество ќе успееме да одговориме, останува да видиме според одговорот на нашите институции, на нашите училишта и секако на нас родителите. Ви благодарам многу за вашиот одговор. Ова е една точка која досега начално говорниците ја споминаа, во продолжение ќе ја дискутираме. Припознавањето на знаците е најважниот и првиот чекор во превзимање на акција против врсничкото насилство, бидејќи децата кои што се изложени на насилство се срамат и го кријат самото насилство. Професорке Василевска, вам молам во продолжение да ставиме акцент токму на раната превенција на булингот, социоекономските причини за појава на агресија токму кај младите луѓе. Благодарам многу. Благодарам на Градскиот комитет на ВМРО ДПМН за можноста и јас да дадам еден мал прилог на ова особено важна општествена тема, која сигурно ќе се согласите со мене дека ги засега најмладите, ги засега нашите деца и секој од нас на директен или на индиректен начин трпи влијанија од начинот на кој што тие се развиваат и какви луѓе тие ќе станат. Од таа причина, јас индиректно, многу често во животот, 20 години сум во наставно-научна дејност, сум се среќавала со млади адолесценти кои покажувале известни црти на некакво психолошко пореметување за кое секако јас не сум била обучена да можам да го детектирам, да разберам веднаш и да можам некако да им помогнам. Предпоставувам дека не само во помладата возраст, туку и понатаму во животот, овие девијантни појави, овие аспекти кои ние ги знаеме и ние како деца сме ги поминувале, сите ние сме имале некој насилник во нашиот живот. Ке се сетите на Хесе, една од моите најомилени детски книги. Демјан, првата страница ја опишува точно онаа случка која што јас ја имав во 7 оделение со девојче насилник во училиштето. И секој еден со кој што сум говорила кога сум развила свесност за оваа појава, ми потврдува дека на овој директен или на некој индиректен начин, значи сестричка или брат, имале вербално или физичко насилство додека биле во образовниот систем. Во времето на социјализмот, а тоа се прелеа, ќе се согласите и во времето на плурална Македонија, многу тешко излеговме од навиките и размислувањата и методологијата со која што и педагошките служби во училиштата пристапија кон истиот проблем, па честопати ќе слушнете и кај постарите генерации кои ќе ви речат дека тоа е сосема во ред, децата треба да покажат, да има, како се вели тоа, малку улична школа, жаргонски, и дека не треба тоа да правиме драми, бидејќи тој кој што плаче е кукавица и треба да свати дека треба цврста рака или дека треба да се приклони кон
јатото или кон групата која што е насилна, агресивна и така натаму, што е сосема погрешно и што комплетно погрешно влијае на развојот на секој индивидуа, бидејќи и јас како педагог, но и сите ние педагозите знаеме дека секоја индивидуа е посебна и има различен тип на развој, различно се развива емоционалната интелигенција, некои деца се интроверти, некои се екстроверти, некои имаат, нели, комбинација од двете архетипски, нели, типологии и секако еден особено значаен момент кој се помалку го има и кај нас повозрастните, тоа е немањето на сенс за развивање на емпатија кај младите уште од најрана возраст. Таа емпатија ние добивавме кога бевме помлади, барем ја, тоа е мојот впечаток, од нашите баби и дедовци. Денеска, во денешно време, кога нив најчесто ги нема во сликата, родителите играат свесно или несвесно голема улога во развивањето, во правилното развивање на психофизичкиот развој на секоја млада индивидуа. И тој мост помеѓу семејството, родител, старател и образовниот процес, предучилишна возраст, основно, средно, па и на факултет, кога ќе дојдат, е особено значајна доколку се направи хармонија помеѓу истата, во голема мера самото општество може да ги згрижи овие индивидуи или навреме да превенира во не дај Боже несакани последици. Јас верувам дека сите се згрозивме кога пред 2 недели топ тема на сите вести беше бруталното тепање на едно девојче во гимназијата Јосип Броз Тито од страна на соученички или врснички од, нели, на иста возраст надвор од училиштето. Но она мене што како родител ме револтира и прво реагирам како родител, потоа и како општествен чинител, е тоа што училиштето објави официјално, тоа е училиштето каде што матурираше инако мојата ќерка. Да ви кажам, затоа и сум разочаран. И сум имала високо мислење за кадар. Дека не можат ништо да превземат во врска со девојчињата насилници, бидејќи замислете, насилството се случило надвор од училиштето. Тоа е погрешен пристап. И тоа зборува за други спони, зборува за интервенција позади завесата, за кој што родителите на претепаното дете не се само физичките повреди кои што се сериозно нанесени. Психолошкиот товар, таа може би ќе го носи до крајот на својот живот. И многу од одлуките што ќе ги носи во својот живот ќе се базираат на тој ден, на тој момент кога се случи насилството. Од таа причина сметам дека не само што треба училиштето да реагира, туку сметам дека е неопходно да добијат најстроги дисциплински мерки со кои што ќе испратат порака и на другите ученици дека насилството не е одговор за било каков проблем. Сега, тоа не носи до една друга работа. Јасно ние сите дека живееме во сериозно поларизирано општество. Ние сме вака со децении. Ние не разговараме меѓу себе. Ние сме поделени по сите основи. Се направи раздор во кој наместо да можеме да го пополниме со, како се вели, народски муабет, ние сме заглавени во турските серии, во отров, кој што го пере нашиот мозок и навидум ги брише нашите состојби и стресови, но во суштина создава еден нов менталитет за кој што се бореа генерациите претходно да излезат од истиот. Ќе ве потсетам на Ердоган, кој вели: дали е полесно жена од чинтијани влечки да облечете во штикли и во мини сукња, и обидете се таа жена во мини сукња и во штикли да ја вратите во чинтијаните и во влечките. Секако дека тешко ќе го направите тоа. Еднаш стекнато право, за секогаш е право. Тоа е нашиот либерален поредок. Во еден таков брз, суров капитализам и транзицијско општество, кое нема никакви мерила и правила, каде што силата се мери врз основа дали имам врски во МВР и во гимназија, и во училиште, и на улица, и во дуќан, и секаде, а не според мерките на етиката, моралот и главните кредибилни компоненти кои што треба да го исполнат нашиот светоглед, ние ќе имаме се почесто вакви работи.
Ќе ви кажам уште нешто многу кратко. Добив денеска една информација дека во периодов позасилени се меѓуетничките тензии помеѓу средношколците. И ако се уште не е излезено во јавноста, ова кај да е ќе ескалира. Гледајте како политичките партии го злоупотребуваат овој предизборен период да прават меѓуетнички тензии и да создаваат повторно немир и раздор. Например, децата во потегот Влае Карпош 4, македонците во овој случај, се плашат да се движат на одредени територии, бидејќи доаѓаат групи кои се представуваат дека доаѓаат од ГГ, всушност доаѓале од Сарај, после интервенција на неколку пати родители кои што пријавуваат дека децата буквално им ги претепуваат. Станува збор за 14 годишни деца. Да се плашите, да се движите, е најголемо погазување на основните човекови права и слободи. Да се плашите за својата безбедност во една организирана држава е знак за хаос и знак за начини кои што не смеат повеќе да добијат простор. Да имате недоверба во системот е сигнал дека некој треба, ама сериозно го мислам ова, да одговара за истото. Не можете да функционирате во општество, да бидете даночни обврзници на едно општество и да не ги почитуваат вашите права кои што ви се пропишани со устав и со закон. Не може да дозволиме нашите деца да бидат небезбедни. Оваа тема во секој случај е многу комплексна. Знам дека ние со оваа трибина потикнуваме размислување и влијаеме и ќе продолжиме да влијаеме и да говориме за теми кои што не се однесуваат на корупција, криминал и други злоупотреби на општествено-политичкиот живот. Но тоа е наша должност, бидејќи ние сме будно општество. И ние сме параметар според кој ќе ги градиме и нашите идни чекори. И ова не е незначајна тема. Ова е само едно камче од низата со кој што можеме да покажеме дека умееме да разбираме и можеме да превенираме. И тука би сакала да ви кажам едно мое сознание. Долго време, бидејќи пример има многу, ќе имаме и други прилики кај што ќе можеме да дискутираме на оваа неисцрпна тема, она што е особено значајно е дека постои во светот модел кој покажа успешност. За жал, една неуспешна министерка за образование се обиде да го употреби како модел со кој што сакаше да прикаже дека врши реформа, сериозна темална реформа во основното образование. Секако излажа и секако не беше доволно информирана. Но точно е дека кива финскиот метод за спречување на врсничко насилство во училиштата е сериозно успешен проект кој што е докажан не само на територијата, значи на Финска, туку и во повеќе европски, па можам да кажам и значи поглобални размери. Во оваа смисла, што значи тоа? Она што претходно ви го кажав. Ние мораме да работиме со нашите деца. Но исто така и институционалниот систем, нашите педагози, негователките во градинките, во предучилишна возраст, потоа понатаму во сите фази, во кај финците е до 16 години е задолжително образованието. Но тоа е доволно возраст да се стекнат вештини и да се создадат доволно начин да се развива емпатија врз основа на која што можете да градите здрави личности. И тоа дава знак за надеж и тоа ќе го спроведеме на дела. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам, професорке. Прочитав дека одреден процент на насилници кои што исто така може да се претпостави дека се насилници како последица на изложеност на насилство, стануваат емоционално функционални возрастни, кај многу од нив има изголемен ризик од развој на антисоцијално расстройство на личноста, што е поврзано со зголемен ризик од извршување на кривични дела, вклучително и семејно насилство. Професор Јуевски, со вас сакам да искоментираме врската помеѓу невработеноста, насилството и криминалните действија кај младите. Повелете. Благодарам, Анкица. Прво, честитки за трибината, за темата, за изборот на панелисти и второ, честитки за сите вас овде присутни
што се охрабривте, најдовте време и покрај вашите семейни, професионални и други обврски да дојдете денес овде со нас, да се дружиме заедно, да не сослушате, но исто така и ние вас да ве сослушаме и да поразговараме за особено важна, битна тема, која што се повеќе добива епидемиолошки размери негативни во нашето општество. Очигледно е дека не сме први кои што разговараме на оваа тема, веројатно ни последни, но за сега талкаме во однос на решенијата кои што треба да ги најдеме, како да превенираме да не дојде до насилство помеѓу младите и да ги санираме последиците од веќе настанатите штети, за што зборува и предходните панелисти. Од каде јас овде денес, вечерва со вас? Каква врска има сега насилството меѓу младите и работните односи? Професор по трудово право и врсничко насилство. Може би тоа ќе се запрашате повеќето од вас, што ќе каже по овој. Меѓутоа, еве, во неколку минути да изложам 3 основни тези во однос на поврзаноста со сето она што предходните панелисти го кажа и светот на трудот, односно светот на возрастните. Сите ние еден период бевме млади, бевме деца. И како што кажа почитуваната професорка Иванка Василевска, се извинувам, се знаеме 25 години, па дозволено ми е да го сгрешам презимето. Ние уште од деца може би сме биле или сме гледале околу нас врсничко насилство. Тоа што се случува како проблематика и феномен на меѓуврсничко насилство во детството, во младоста, има силна рефлексија потоа во светот и животот на возрастните, вклучително во работниот однос. Оттаму, работниот однос не можеме само да го гледаме како правен феномен, како свет регулиран со правни норми, право од работен однос, закони, колективни договори, правилници и точка. Не. Трудот има своја подлабока феноменологија и тоа опфаќа психолошки и социолошки аспекти. Психологијата на трудот и социологијата на трудот се, би рекол, дури и побитни компоненти од правните аспекти, од неговата регулација, затоа што тие се внатрешниот живот, секојдневието, сето она што ние во рамките на трудот секојдневно го вдишуваме, го издишуваме работејќи на работно место. Сите вие, сите ние. Линкот е какви деца ќе градим млади, такви ситуации, слики ќе гледаме како возрастни потоа во светот на трудот. Психолошкото вознемирување, или така наречениот мобинг, сексуалното вознемирување на работно место, дискриминаторското однесување, бахатото однесување каде што се прекршува правото, извира од некаде. А тоа е токму од младоста, од детството. И сите вие кои што сте биле жртви на психолошко вознемирување, согласно сваќањата на шведските психолози, всушност сте се соочиле со ликови кои што се насилници и кои што вршат терор, а каде што таа симптоматологија како возрастни луѓе, вработени професионалци на работно место така се однесуваат, всушност извира од нивното детство, од нивната младост. И тука е клучот на решавање на проблемите. Тоа е едната компонента. Втората компонента е составена од 3 точки. Првата точка е невработеноста, тоа што го спомнат Анкици вие. Создава, отвара простор за стрес. Имаме овде и доктори, голем поздрав до нив. Стресот на работното место не само што е причинител број 1, согласно Светската здравствена организација, за кардиоваскуларни заболувања, туку и за одредени неурози и психози. Кај младиот човек, невработен, кој што е најчеста појава во Македонија, бидејќи статистички младите во Македонија се најголем процент на невработени во државата, во однос на структура на возраст, а млади се сметаат до 29 години, всушност се соочуваат со стрес, кој што потоа, и тоа како, се манифестира со насилничко однесување. Замислете ситуација да имаме млад човек кој што уште од дете, уште од основно, средно
има компоненти воспитување на насилничко однесување, на насилнички слики, проекции во семејството и во училиштето. И потоа го ставаш во општеството, веќе е зрела, нели, што рече покој Методи Чеприганов, познатиот доктор и професор, нели, ние, вели, ако сме наполнили 18 години, не сме уште матурирале, да таков некој, да речеме, човек, го вклучуваш во општеството, невработен, тој ви е извор на конфликт. Конфликтот го канализира или во кафана, или на улица. Без разлика дали е машко и женско. Немој да мислите дека зборам само за маши. Втор момент, стресот на работно место, кој што го спомнав, и тоа како создава насилничко однесување, и статистиката покажува дека семејното насилство е тесно поврзано со трпењето на психолошко вознемирање, стресови на работно место. Оти научно е докажано дека тоа што ти се случува на работа, ти си го носиш и дома. И обратно, дома, проблемите, ситуации, ако имаш семејни, влијаат на твоите професионални задачи кога одиш на работа и во работно време кога си вклучен во процесот на трудот. Има луѓе велат, ние се исклучуваме на работа, едно одам switch off, switch on, значи, окей, може да некој ќе го постигне тоа, но многу често медицината толку рез, ако можеш да го направиш, го поврзува и со некои медицински здравствени патологии, сега не би сакал да дефинирам и да одам во таа насока, но не велам дека нема луѓе, здрави личности кои што можат така да постигнат. Но најчесто тоа е тешко да се изведе. И третата работа, која што е поврзана со трудот, насилството, се тоа, како една целина, како една приказна би рекол, е поврзано повторно со аспектот на невработеност, каде што, тоа што го спомна и професорот Денко, во крајната, последната реченица, не можејќи да се канализира стресот од професионалната нереализација, многу често ова влијае да младите луѓе влегуваат во сферата на криминалот. Не мора секогаш да бидат индоктринирани со одредени идеологии и слично. Едноставно, сликите кои што ги гледаат, апропо Денко, ова вашава теза, на социјалните мрежи и слично, младиот човек го мотивира не само насилнички да се однесува, кој што по сама дефиниција е во основа, согласно кривичниот закон, е криминогено дејствие, туку да навлегува се подлабоко во криминалот, охрабрен дека такво нешто носи за него профит, бенефит и е поведение кое што добива од одредена група, од одреден дел од општеството, нели, аплауз сватено во наводница, поддршка. Океј? И во таа смисла, ние сега имаме еден многу интересен врзан круг, каде што се што кажаа претходно е точно, и затоа мојот финален апел, и завршувам во следните две реченици, мораме да работиме со луѓето, најнапред со нашите деца, и сите каде што сме, посебно ние, професорите во образовниот процес, сите вие кои што сте родители, вклучително и јас со нашите деца, и второ, мораме да работиме, да создадеме трудово-правен систем, каде што младите многу побрзо, полесно ќе се вработуваат и каде што ќе имаат достоинствени работни места кои што нема да предизвикуваат таков стрес да имаме пореметување на личноста која што ќе инклинира на крајот во насилничко однесување на улица, во кафана, дома, со семејството и слично. Јас тука би заокружил. Ви благодарам, секако, нели, доколку има прашање, верувам си да сме спремни. Ви благодарам. Добре, се слушаме. Иако имам подготвено уште многу прашања за учесниците, за панелистите, но ќе ги тргнам настрана. Достапиме простор за интеракција со публиката. Сепак, нели, претпоставувам дека ќе ве охрабрам прво, доколку има некој од вас кој што ќе сака да го пробија мразот и да постави прашања до вечерашните гости, панелисти. Повелете, дали има некој кој што сака да постави прашање?
Анкица, додека се може би одлучат, нели, ако има некој прашање, јас би сакала, бидејќи ова ќе оди на интернет, нели, ќе го гледаат и луѓе што ќе се надвор од салата, да упатам еден апел за да знаат децата и родителите кои што имаат, нели, деца кои што имаат се справуваат со булинг или меѓуврсничко насилство, дека молчењето не е избор. Секогаш ваков тип на насилство, дали се работи за вербално или не дај Боже физичко насилство, мора уредно да биде пријавено во полиција. Значи, без оглед како дали тие ќе постапат исправно или не, тоа ќе видиме понатаму и за тоа си има контроли и ќе си се утврди. Но исто така, значи многу е важно да се знае дека постои закон за правда на детето. Донесен е во 2013 година. Има неколку дополни измени на законот, мислам дека последната е 2020, ако не грешам. Така? Значи, исто така, има правна основа која што се заснува на Конвенцијата за правата на детето, врз основа на која што се знае како треба да се заштити една млада индивидуа. Постои институционален систем кој што не е многу делотворен, но може да се употреби за да се спречи. И секако, никако не треба да се има разбирање доколку се работи за насилство кое што може да премине во нешто посериозно. Треба општеството да превенира и треба институциите на системот неминовно да го превенираат истото. По моje видување, од она што јас го знам како анализа, сметам дека многу сме далеку од оној стандард со кој што можеме да постапуваме, но еве да почнеме од некаде, тоест да успееме да ги користиме алатките кои што ни стојат на располагање. Сметам дека во законска смисла, исто така е значајно, доколку го прошириме, имаме измена и дополна на Законот за народен правобранител, треба обврзно да стои и отварање на специјална канцеларија, тоест омбудсман за права на децата, кој што ќе ги биде специализиран и од легалистички аспект, ќе ги мониторира и ќе интервенира во однос на овие случаи кои што се поврзани со меѓуврсничко насилство. Ова е чисто како информација што мислам дека треба да ја испратиме и треба нашите граѓани да бидат информирани за истата. Убаво кажавте за да бидат информирани, така. Дали никој ќе се ухрабри да постави прашања? Повелете. Добро вечер. Моето име е Розе Влаховиќ, доаѓам од општина Аеродром, член на Комисијата за труд и социјална политика. Работам со деца 23 години во Домот за деца без родители 11 октомври. И темата за мене е секојдневие ова денеска што вие го сите одлично кажавте, доловивте, темата е навистина општежна. Меѓутоа јас ќе дадам едно, сите работиме, сакаме да ја подобриме, да го намалиме булингот и врсничкото насилство, а сепак некако имам чувство дека досега многу малку се работеше на таа тема. И обично нас професор доктор Лазар вели, не ми треба само рецитали да ми кажувате што не чини, него ми треба конкретни предлози како да се подобриме. Јас тука ќе се задржам како педагог, значи не гледам до сега и сакам во иднина да се земе возраста од 3 години, од градинката. Не само негователот да работи со децата, него да се вклучува и родителот. Затоа што луѓе, родителите се тие што ги даваат мобилните телефони за децата, за мајката да готви, а детето гледа TikTok. Значи, не може без родител да е вклучен да имаме ефект на подобрување и намалување на конфликтите во долгорочна цел. Во основното училиште задолжително стручните служби, педагози, психолози, не да бидат да гаснат пожари. Леле, доаѓа Иванка, оти детето искрши се. Значи, тоа е задоцнето. Да работат. Со дете до 10 години се работи, психолозите знаат, и јас барам како педагог 23 години се зборуваше во транзиција дека ние треба правата да ги кажуваме на децата, а родителите не ги научи обврските децата да си ги прават.
И затоа во иднина барам како педагог нашата влада, која после 8 мај ќе победи, да си донесеме ние джабени со сите конвенции, сите подписи, да си донесеме агенда за работа, план како би се уклучиле стручните служби до 10 годишна возраст, затоа што после деликвенција, јас од искуство ќе ви кажам, 63 кражби се потребни луѓе за дете до 14 години да може да влезе во системот за малолетничка деликвенција. Знаете колку са 63 кражби? 63 пати дидам во полиција? Многу. И затоа е таа превенција. Простата што ќе ве прекинам конкретно дали имате прашање, бидејќи вака ќе се расплиниме премногу со констатации. Само Конкретно прашање дали имате до некој од присутните гости? лични беа, им благодарам и сакам уште многу такви. Ви благодарам што се вклучивте, навистина дадовте убав заклучок. Дали некој друг би сакал, но ќе ве замолам да бидете конкретни со прашање, конкретно до кој од панелистите го поставувате прашањето. Никој не сака да се ухрабри? Добро. Тогаш ќе оставам многу кратко, од прилика некои минута и пол до 2, чисто како една препорака од оваа панел дискусија, како завршни зборови кои секој од вас би ги дал на крајот. Ќе започнам еве од вас по редослед. Благодарам. Еве ќе завори. Уште еднаш да ги охрабрам родителите. Ние обично телефоните, нели секој еден од нас ги доживува како интимен дел, веќе ги доживуваме целата приватност ние во телефоните. Јас сакам да ги охрабрам сите родители слободно, без грижа на совест, да ги проверат и пребарувачите на телефоните на нивните деца и да ги отворат без грижа на совест. Разговорниците, најчесто најголемите одговорени се наоѓаат токму таму. Ви благодарам на сите. Ви благодарам. Па да не биде ова трибина прва и последна, туку да почнеме да продолжите со трибини, за жал на една ваква лоша, се разбира, трагична тема, и да не траат тој серијал, нели, во разни простори, низ градови, низ Македонија, се разбира, и да не траат само до изборните победи, дај Боже, туку да продолжат и после. Зашто до прва лесно е да се владее, но тешко е да се владее добро, во интерес на целото општество и целата држава. Тој општ интерес. Затоа имаме, наместо политичари и политиканти, успешна политичка кариера, својот личен интерес и го остварил. Браво! А ние другите, тука веќе треба да ги расчистим работите. Што би рекол, ајде не, цитирам, не случајно од Платон до Хегел, тој што не работи во општи интерес и во интересот на државата, тој ја упропастува општеството, заедницата, своите деца и во крајна линија себе самиот. Тој е најголемиот пораз што мора го доживееме. Значи, до прва ве и не чека работа од кога ќе се освои власт. Затоа што тој кој е на власт, тој е и најмоќен, а тој што е најмоќниот е и најодговорен. Најодговорен е председателот. Затоа што има најголемата моќ. Тој што е најмоќен е најодговорен за судбината на сите граѓани. Не случајно метафорички ги кажуваме таткото на нацијата. Па таткото е најодговорен за своите деца, нели во преносна смисла. Јас се надам дека добро сме се ме разбрале. Благодарам. Зборувајќи од безбедносен контекст, мислам дека тука етичките дилеми се најголеми. Бидејќи безбедноста и приватноста, а приватноста во денешно време веќе една од најскапоценните не работи кои што најмногу се вреднува. Мислам дека од безбедносен аспект најголемиот проблем
за решавање на силови сериозни прашања и за превентивно действување токму тука. Дали, бидејќи видите, безбедносните мерки и активности се всушност најинвазивните. Следење комуникации, тајно наблюдување и сите други останати мерки кои што може да се примени од цел да се спречат општествено негативни појави, навлегуваат во безбедност и во интимата, во приватност и во интимата на некој друг. И токму затоа мислам дека во ова денешно време многу е важно да се измери до каде да се оди. Каде е црвената граница, до каде е оправдано действувањето, а од каде веќе државата не треба да користи својата моќ. Етичка дилема, која што постои од секогаш, особено од безбедносно во разузнавачкиот контекст. Закони пишени имаме, процедури правила имаме, меѓутоа примената и имплементацијата на сето тоа мора да биде разумно и не смееме нашите деца и младите да ги направиме параноични и да ги направиме заробеници на таа орвеловска доба. Тука сме ние практичарите, тука се експертите, тука се и искуствата кои што ги даваат колешките, кои што поминале голем дел од своите кариери во работа токму секој ден се сретнувале со тоа, да ги послушаме нивните искуства, да научиме тоа и да донесеме применливи мерки и решенија. Како еден мини заклучок. О, Хорацио, има толку работи на небото и на земјата за кои што ти не знаеш, ке напише Шекспир. Љубовта во суштина е таа која што е есенцијата и која што не спојува едните со другите. Емпатијата е врзивната точка врз основа на која што можеме да изградиме односи, релации кои што ќе бидат трајни и значајни и ќе имаат своја приказна. Темата не е нова и нема да заврши денес. Но ние можеме денеска да понесеме еден дел од сето ова што го кажавме и да размислуваме малку подлабоко за тоа каде може би грешиме, каде можеме да дадеме поголем придонес. Впрочем и нашиот политички активизам се заснова на премисата за општо добро, а ние мораме од некаде да почнеме. Ми беше навистина чест и задоволство што вечера бев со вас и ви благодарам на сите за одвоеното време и ви посакувам се најдобро до скорешна победа. Ние сме демохристијанска партија. Па затоа ќе го упатам следново, како порака, моја финална за вечер. Насилството доаѓа од внатре, како став на срцето, кој што трепти во немир. За да имаме мир на училиште, на работа, дома, мора прво да внатрешно се исполниме со мир. И како што Исус беседеше на гората, завршувам со неговата реченица, да бидеме миротворци. Прво внатре во нас, а потоа и околу нас, затоа што блажени се миротворците, кои ќе се наречат синови и ќерки Божии. Ви благодарам. Ви благодарам. Има една тема која што воопшто не ја спомнавме, а важно правило Македонија која па и генерално во светот која вели животот до короната и животот после короната. Огромна е темата, животот, агресијата на младите после короната, времето за карантинот кој што го искористи и така натаму, но тоа е уште една сосема нова трибина и уште едни нови 2 часа време кои што можеме да ги остапиме за некоја следна средба, затоа што имав пријатни соговорници, ми беше драго што оваа сцена овдека ја делев со сите вас. Ви благодарам за вашето присуство, за сите убави искажани препораки кои што ги дадовте вечерва во насока на уште една следна, нова, уште поголема, подолготрајна дружба, затоа што, како што и многумина од вас, а и ќе се слушам со тоа дека една трибина не може да смени многу во општеството, но може да не натера да размислуваме да ги смениме работите во позитивна насока. Прво треба да почнеме од самите себе си, затоа што
љубовта, промените кои што ги правиме со себе, на тој начин го менуваме семејството, почнуваме како единка да делуваме и да го менуваме општеството. Се надевам дека оваа трибина е од голямо значење и ќе се радувам на скорашна средба и на уште многу прашања кои што ги имав подготвено, а за жал не ги искористив. Сепак, нели, да го цениме времето и на присутните, затоа и ви благодарам за вашето присуство вечерва. Се надевам дека имавме убава трибина и дека времето кое што го искористивте токму тука вечерва ќе ви биде практично за да седнете и да размислите кога ќе го земете телефонот во рака, дали вреди времето поминато на телефонот или времето поминато со сопственото дете. Кога ќе гледате некоја турска серија, дали подобро да цртаме и да боиме со децата наспроти од гледана турска серија која што нема да ни смени многу во животот, освен што ќе го наполни джебот на телевизиските канали, но нам ќе ни го наполни практично времето, ќе ни внеса многу љубов и хармонија во семејството. Ви благодарам уште еднаш за вашето присуство, ви благодарам што бевте денеска вечерва учесници во трибината, ви благодарам прекрасни панелисти што споделивте вакви убави информации со нас. Пријатна вечер.